Здраво да родовите уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за експресијата на имуноглобулините и за некои работи кои не ги спомнавме во претходните видеа. Така, сега започнуваме од ова, до сега треба да знаете што е ова, и каде што имаме провин рекомбинација на вариабилни региони, имаме DSP, имаме VDJ и добиваме некој си веќе готов ген во однос на вариабилниот регион, кој потоа може да се приспои со кој било од овие константни региони, така, дали ќе биде со ми, со делта, така дали ќе биде со епсилон и така натаму, и тоа го видовме во претходното видео за клас switching. Сега, при стандардно кога немаме клас switching, првично се транскрибира, така значи се препишува овој дел од DNA, заедно со ми, константните региони, со делта. Зошто заедно? Бидејќи тука има само еден клас, само еден switch регион, така пред делта немаше switch регион, така што ова целото иде заедно. За другите овдека има, и затоа вие си идат посебно, ако јавме switching. И затоа ова се транскрибира заедно и добиваме еден примарен RNA транскрипт, кој што се наоѓа уште во јадрото. Така, ајде, ќе направиме на страна, ќе нацртаме една клетка. Така, имаме и јадрото тука ќе го нацртаме. Имаме DNA. Така, и се прави, од незе се препишува делче, значи се препишува овој тука дел, така, до овдека всушност, се препишува овој дел, кој што ни го дава овој примарен RNA транскрипт, кој што треба да се процесира, така со цел да може да искочи надвор од јадрото како месенџер RNA. Или пак често го нарекуваме ова како незрела, а ова како зрела месенџер RNA. При ова процесирање нормално се отстрануваат интроните. Така, значи го имаме примарните RNA транскрипт, ги отстрануваме овие интронски секвенции кои се наоѓаат помеѓу секој сегмент, и овдека имаме интрон, и добиваме зрела RNA. Сега, исто така гледате дека се отстранува, односно се бира дали да биде само ми или да биде само делта, и затоа имаме два патишта кои може да се изберат. Но исто дека што не е прикажано е дека се врши сплайсинг на малите региони, односно екзоните кои се наоѓаат внатре во самиот генски сегмент. Зашто знаеме дека константни региони самите во себе имаат други екзони и интрони кои исто и тие треба да се под дејство на сплайсинг, односно процесирање. И окей, до таму разбираме и ќе добиеме месенџер RNA која ја наоѓаме во цитоплазмата. И сега таа месенџер RNA треба да се прикачи на рибозоми кои може да се наоѓаат во ендоплазматичниот ретикулум или во цитоплазмата, и ќе се прикачи и ќе почне процес на транслација, каде што ќе почне да се прават протеини. Ќе бележиме со некоја друга боја, ќе бележиме со розева. Ќе почне да се прават протеини и тие протеини понатаму треба да се спакуваат и треба да се пратат на некој си начин до мембраната, така да се асоцираат на мембраната, или пак да се секретираат. Сега, овдека интересно е дека до сега не приметивме која е разликата, мислам во однос на овој процес на рекомбинација, помеѓу секретираниот имуноглобулин и мембранскиот имуноглобулин. Да, рековме дека може да се добијат други класи, нели тоа зборивме имуноглобулин Г, имуноглобулин А, нели Д или кој да е. Тоа го видовме, но не видовме каде се случува бирањето на тоа дали да биде мембрански или секреторен имуноглобулин. Бидејќи нормално свативме уште во неколку видеа претходно дека тие имаат некоја си различна структура. Односно, така ако нацртаме вака една мембрана, мембранските антитела сушност имаат хидрофобни, така, значи имаат хидрофобни региони, хидрофобни амини киселини, исто имаат хидрофилни подолги опашки, така, кои се наоѓаат во цитосолот. Така, значи хидрофилни. И исто така имаат хидрофилен дел кој се наоѓа надвор од мембраната, така во кон интерстицијалниот простор. Додека овие што се секретирани имуноглобулини, односно антитела, немаат ваков хидрофобен дел. Они целите се хидрофилни. Така, значи целите се хидрофилни. Сега,
Од ова одма се приметува дека тоа што го ја прави разликата помеѓу секретирани имуноглобулини и мембрански имуноглобулини е овој тука дел. Значи мембранските имаат нешто повеќе. Имаат еден домен повеќе. Така, сега домените во константниот регион видовме уште пред неколку видеа дека тие всушност се регулирани, кодирани од малите екзони кои се наоѓаат внатре во генскиот сегмент за константниот регион. Така нели имавме повеќе домени на антителото и тие се таму кодирани. Тоа значи дека нешто се случува внатре во константниот регион кој ни дава да имаме или мембрански или секретиран имуноглобулин. И сега ќе идеме горе на една слика. Ќе идеме вака. Значи на оваа слика на горната имаме некои повторување, тоа што го знаеме, но поентата е, ако видите, овдека се на наредна слика, го гледате овој C ми. Така, нема врска, може да е кој било, но во овој случај избрано C ми. Го гледаме како е овдека како отворен. Така, значи ова целото е C ми. И гледаме дека внатре во тоа целото има делови кои кодираат за различни домени. Така, значи ова го поминавме уште пред неколку видеа, но гледате како што си е рекомбинацијата, ќе се добие всушност сега готовиот ген, кој што ќе се направи во примарен РНА транскрипт, ќе се отстранат интроните, така и ќе се добие месенџер РНА, која понатаму преку транслација ќе го направи антителото и ова е тоа што го добиваме. Така, значи убаво си е означено со бои, се гледа што е каде. Ева како ќе зумираме плюс за уште подобро да се види. И истото нели се случува и со лесната верига, гледате овдека на левата слика, со лесниот синџир. И понатаму имаме комбинирање нели помеѓу ламда или капа заедно со тешкиот синџир. Сега, сушност разликата помеѓу мембранските и секретираните е да што внатре во овој константен регион, така што имам повлечена слика цртичка со црвено, тука ќе имаме всушност други екзони кои се дел од него, само што не се тука прикажани, кои што регулираат ако се подлежат на сплайсинг или не, дали ќе биде мембрански или ќе биде секретиран. Сега ќе ги видиме. Значи, вака сега малце ќе одзумираме и ќе видиме нешто што всушност сега го разгледавме пред малцен, доле кога цртав. Да, секретираниот имуноглобулин во овој случај ја разгледува тешката верига, значи за ми, односно имуноглобулин М, има хидрофилен само крај. Така, значи овој дел целиот е хидрофилен и гледаме спрема бојата. Додека тој кој е мембрански има хидрофилен надвор, па хидрофобен, повторно хидрофилен од цитоплазмата. И дали тоа го видовме доле на сликата кога нацртав. Така, значи тоа е тоа. Сега, гледаме одека што е запишано. Дека овој дел со виолетовото и кај двете така е кодиран од S екзон кој се наоѓа во C од ми. Така, значи што реков дека овдека ќе имаме други вакви, ќе имаме S, ќе имаме M и ќе имаме M2, кои што ќе кодираат за различни делови. И сега ќе ги разгледаме на реалната слика, но поентата е да се гледате ова, додека овие ќе бидат направени од M1 и M2. Сега ќе видиме тоа како изгледа. Повторно имаме дел кој тука сега го гледаме одма примарниот РНА транскрипт за тешкиот синџир. Значи ова овдека што е всушност прикажано, така ова овдека што е прикажано е всушност каде го најдам. Е всушност ова. Така. Значи тоа е едно исто. Сега идеме пак на горната слика и гледаме дека внатре во C од ми, така имаме повеќе помали екзончиња кои што кодираат за различните домени од тешкиот синџир, но го имаме исто овој S екзон, M1 и M2 екзони. И сега, во зависност каде ќе се изврши полиаденилација, а полиаденилација е всушност додавање на дел врз РНА транскриптот кој се состои од и така натаму. Со цел тој да не биде разложен од страна на РНА-зи во цитоплазмата. Бидејќи само клетка не ќе да има некои туги РНА молекули кои се наоѓаат, затоа ако немаат ваква полија опашка на нивниот крај, тие ќе бидат разложени. И затоа се става вака како за заштита. Исто имаме и 7 метилгуанозидна капа, но нема разгледуваме сега тоа. Сега. Зависно каде ќе се стави полија опашка, ќе се добие или секретиран имуноглобулин
или ќе се добие мембрански имуноглобулин. Значи ако се стави полија на S регионот, ќе добиеме секретиран, така ако се стави на M2, ќе добиеме мембрански. Сега некој ќе рече што ако се стави на M1. Па не може да се стави на M1, зашто нема место кај да се стави таму. И ако се стави ќе биде нефункционален. Зошто? Бидејќи овој дел е кодиран од S, овој е од M1, овој е од M2. Така, овдека овој е од S и така. Значи едноставно не може така да биде. Не може да се врзе ни у мембрана, ни да биде секретиран. Значи ќе биде нешто измеѓу што не може. Така што тоа е главната идеја, каде ќе се изврши полиадинилација при процесот на сплайсинг, односно процесирање. И дека повторно го имаме истото, само што разгледаме се два примери. Значи, во првиот пример е добро како го имаме, окей. И тука сега имаме како би било ако би се избрал овој дел, така, односно нека ќе имаме CMI. И како би било ако би се избрал овој дел, така, полисайт 4. Дека имаме 1, 2, 3, 4. Бејќи, нели рековме дека ми и делта идат заедно, бејќи имаат само еден switch регион. Ако се избере 4, сушност ќе се сплайсне мито и ќе остане само делта и ќе добиеме имуноглобулин D. Сега да видиме што се случува со месенџер на транскриптот откако сме извршиле нели сплайсинг. Значи претходно нели имавме примарен месенџер на транскрипт кој е препишан од DNA. Така ова е DNA. Ова е RNA, примарен месенџер на транскрипт кој понатаму нели извршивме сплайсинг врз него. Вака извршивме сплайсинг врз него, одредивме дали сакаме да биде мембрански, така дали да биде секретиран, дали да биде имуноглобулин G, дали да биде D и така натаму. Така, значи се тоа е одредено, кој константен регион ќе го имаме и сите други карактеристики и ќе добиваме зрелата месенџер RNA и сега е време да го направиме протеин. Нормално ова истото се случува така и за месенџер RNA имаме за лесен синџир. Така, ова е за light, ова ќе биде за heavy. Не е битно, ние ќе разгледаме само едното, но колку знаете дека ова се случува за двете. И сега овие месенџер RNA на почетокот има една лидер секвенца која бележевме со L. Така, значи, ќе идеме овдека на сликава. Гледате дека имаме таква лидер секвенца. Океј, таа останува се до подоцна, се до не се направи протеинот. И таа лидер секвенца всушност не насочува месенџер RNA да го најде ендоплазматичниот ретикулум, поточно грубиот ендоплазматичен ретикулум, да се врзе за него. Сега, кој ќе се врзе, дека всушност ќе почне процес на транслација, каде што заедно со повеќе рибозоми, полирибозоми, значи ќе се врзат повеќе рибозоми и ќе почнат да вршат процес на транслација. Не можам сега го разгледувам целиот процес, значи тоа е многу комплексно. Имам цело видео кој трае сат и пол само за тоа. Каде што ќе почнат да се синтетизираат нели протеините од аминокиселините, така кои се наоѓаат овдека, и сите тие ќе направат една тешка верига, односно две тешки вериги. Така, истото повторно да не заборавате дека се случува со таа месенџер RNA која прави лесната верига. Истото нели ќе се случи, да не го повторуваме, и ќе се добијат лесни вериги кои ќе се асемблираат заедно од страна на некои си други протеини кои се наоѓаат во грубиот ендоплазматичен ретикулум и сега ќе добиеме антитело. Но ова сепак не е готово, бидејќи треба и да се изврши гликолизација, овдека се стави шекер, нели тоа зборевме кога зборевме за структурата. Тоа е направено од некои си други протеини кои ставаат исто шекер. И сега, кога тоа ќе се направи, треба исто така да се маркира со одредена молекула, значи нема да го разгледуваме маркирањето, тоа е за клеточна биологија, каде што ќе ја бележи со црвено, кое што му кажува, кое што и кажува на клетката дали ова е мембрански или е секреторен. Секреторен имуноглобулин, односно антитело. Значи овој црвено со црвена точка всушност го маркира антителото што е. И тоа е битно поради тоа што ова антитело ќе треба да се отпакува, ќе треба да се запакува во една везикула, така, која ќе биде од само ќе бележам со Y, која ќе биде од ендоплазматичниот ретикулум и како таква везикулата ќе треба да се прати до Голџиевиот апарат. И нормално за ова се прати таа, не си патува само така на цитоплазмата. Овдека има цитоскелет. Така дека имаме цитоскелет.
каде што имаме одредени кинезини, молекули кои ги врзуваат овие и му возможуваат движење. Така, значи имаме кинезини, подвижни едни молекули, такви со ноџиња, кои што ќе ја однесат оваа везикула до Голџиевиот апарат. И они, за да знаат дека таму треба да однесат, таа мора да биде маркирана. Така, значи ова маркираното, всушност ќе се изрази на површината, значи тоа нема да навлегуваме, но поентата е, сега ќе го имаме ова антитело, кое ќе се однесе до Голџиевиот апарат. Сега, за да биде исто така пофункционална клетката, сите антитела кои се создаваат овдека во ендоплазматичниот ретикулум, така, сите антитела кои се создаваат овдека, се бележени со една имуноглобулин binding протеин. Така, односно протеин кој врзува имуноглобулин, кој што се врзува, така овој се врзува за хеви веригата, ама само на несклопени. Кога ќе се склопи даденото антитело, тој се одврзува. Мислам, се откачува. И така, всушност протеините кои се наоѓаат во ендоплазматичниот ретикулум, знаат да ги изберат само тие антитела кои успешно се склопиле и да ги пратат на кај Голџиевиот апарат, така тоа што го разгледавме. А тие кои не се склопиле успешно, например тука имаме некое си црвено антитело, ќе обележаме како со Y, кое не се склопиле успешно, тоа црвено антитело, ќе идеме вака тука, тоа црвено антитело ќе биде бележено со едни молекули убиквитин кои се нарекуваат, и ќе само вака УБ ќе ги бележиме, и кога ќе добие 3 убиквитини, ќе се препрати, значи ќе се препрати на разложување во протеозом. И така всушност се регулира да имаме ефикасност. Така, сите кои не се склопени нема да поминат, него едноставно ќе бидат бележени тој убиквитини и ќе се препратат у протеозом на убиквитинација, мислам ставањето убиквитини и убиквитинација на протеолиза во протеозомот, додека тие што добро се асемблирале нема да имаат оваа имуноглобулински binding протеин молекула врзана за нив и ќе се бидат препратени, така, искочат на плазматичниот ретикулум и ќе отидат во Голџиевиот апарат преку движење со цитоскелетот со кинезини. Сега, кога ќе стигнат во Голџиевиот апарат, нели пред стигнуваат во цис регионот, па искачаат од транс, тука уште дополнително се врши модифицирање каде што се додаваат одредени сигнални секвенции. Значи се отстрануваат овие црвени сигнални секвенции, ама се додаваат други сигнални секвенции, повторно се препраќаат, така сега од Голџиевиот апарат, повторно ќе се отвори, ќе се испушти везикула, така оваа везикула повторно ќе си го содржи антителото, зеленото тоа антитело, каде што сега ќе се додаде нова сигнална молекула, ќе бележиме вака со оваква некоја си боја, или пак и таа е црвена, ќе ставиме розова боја, повторно сигнална молекула која што повторно ќе прикачи на цитоскелетот, и ќе го натера да се движи со овие кинезински молекули до мембраната, каде што зависно дали е мембранско или секретирано, или ќе се врзе и ќе се асоцира нели со мембраната, или пак ќе се секретира надвор. И тоа е општо поминат процесот на ова е главно скоро за сите протеини, значи ова се случува за сите протеини, не само за антителата, но ова е главно процесот кој го следат и они, така. Значи се дават јадрото, по ендоплазматичниот ретикулум се прават протеините, тие кои не се успешни се убиквитинираат, се праќаат у протеозом, а тие кои се успешни се праќаат на кај Голџиевиот апарат, таму се врши домодификација и потоа се праќаат до мембраната, каде што или ќе се секретираат или ќе останат интегрирани во самата мембрана. Сега, накратко само ќе спомнеме за регулирање на експресијата на создавање на овие антитела. Бидејќи нормално не може да се создаваат колку што сакаме, едноставно во различни периоди на животот на дадена Б клетка создава повеќе или помалку. Така, а гените се исти, ама некојаш создава повеќе, некојаш помалку и тоа се регулира преку регулирање на колку се изразува тој ген. И ова е битно кај сите клетки, не само кај Б клетките. И е доста комплициран процес, значи ние нема да навлегуваме многу, едноставно има нешто повеќе во
видеата со по генетика, има таму регулација на експресија на гени, иако и таму е општо само помината. Главното е дека кај овие сегментите АДН, кај што се создаваат имуноглобулините, имаме 3 вида на секвенци кои регулираат експресија. Тоа се промотори, засилувачи и сайленсери, односно некои кои го стивуваат одговорот. Сега, промоторите се места кои што ги имаме да си делуваат да мислам за капа, за ламда и за тешкиот синџир и се наоѓаат пред лидерските секвенци. Така, значи гледаме кај се наоѓаат пред лидерските секвенци на В генските сегменти. Сега, тие промоторни секвенци, ќе да правиме ДНА, и дека ќе ставиме промотор. Тие промоторни секвенци всушност се високо конзервирани секвенци кои се богати со аденин и тиамин, односно ги нарекуваме Tata Box. И ова исто го зборувам во молекуларна биологија, кај што зборувам мислам за транскрипција. И Tata Boxот е важен бидејќи на негово место се привлекуваат различни протеини, така различни протеини кои се потребни со цел да се започне транскрипција. Главно, значи ќе се врзе РНА полимераза, така, значи РНА полимераза, која ќе започне транскрипција и она служи започнува некаде 25 базни пара даунстрим од местото кај што е Tata Boxот и всушност ќе почне да го прави месенџер на транскриптот, така како што се движи натаму, ќе стигне до некое си место, така каде што всушност овдека вака сега ќе виси месенџер на транскрипт кој е препишано тоа овдека. Така. И така всушност ќе се одвија транскрипцијата. Сега, освен што има ваква Tata Box, има интересни октамерни секвенци кои се наоѓаат тука некаде си вака. Значи октамерни секвенци 8 сек. Значи 8 како окта секвенци на кои што се врзуваат одредени протеини кои релативно се уникатни за Б клетките. Тоа се одредени транскрипцијски фактори кои се OCT1, значи OCT1 кои се сретнува во голем број клетки и OCT2 кои го сретнуваме во само во Б клетките. И овие се значи одредени транскрипцијски фактори, односно се протеини кои се врзуваат таму и ја регулираат транскрипцијата. Така, значи процесот на транскрипција. Сега, енхансерите, односно засилувачите, се сретнуваат на различни места. Поентата е не се убаво разбрани. Ги имаме некои всякакви молекули кај бактериите, но поентата е овие се всушност секвенци каде што на нив на овие секвенци, значи овие енхансер секвенци се врзуваат одредени протеини. Речеме дека овдека имаме некоја си енхансер секвенца, врз која се врзуваат одредени протеини, особено е приметено дека се врзуваат протеини од E2A генот. Значи тоа е некој си ген некаде си другде на ДНА. Ава ќе направиме. Имаме ДНА и тука исто имаме некој си ген кој го крстиле E2A. Така, значи ова е E2A ген, кој што прави тој ген понатаму преку транскрипција, транслација да не поминувам. Така се прави транскрипција, се прави транслација и прави протеини кои преку алтернативен сплайсинг, значи сега не можам да објаснам што е алтернативен сплайсинг, се прават два вида на различни протеини кои што всушност служат како транскрипцијски фактори кои се врзуваат овдека. Значи служат како транскрипцијски фактори и всушност може да регулираат, односно да засилат транскрипцијата ако е потребно. Така например, потребно ни е сега повеќе антитела. Активирај го E2A генот. E2A генот се активира, праќа транскрипцијски фактори, се засилува транскрипцијата. Сега имаме повеќе антитела. Значи тоа е основниот принцип. Сега тогаш кој го регулира E2A генот, така, кој го регулира него. Има друг ген кој го регулира него, па има друг протеин кој го регулира него и така натаму и така натаму. Веќе влегуваме во епигенетика, влегуваме во други сигнални патишта, каде што исто важни се некои си молекули, дали ќе се врзат со едни други молекули кои например тука например можеш да имаш молекула која ќе блокира генот и она која ќе се врзе со друга молекула која може да се наоѓа во средината, овие двете ќе се откачат и сега генот ќе биде слободен и ќе може да се направат овие протеини и потоа да активира други патишта. Значи постојат различни начини, значи имам направено видео во генетика каде што малку подетално објаснувам, но главно е ова е принципот на регулирање. И ги има овие сайленсер молекули кои ги нема во секоја литература, така што не знам дали воопшто се битни. И нема ништо посебно за да едноставно ни па ги регулираат енхансерите.
Така, значи не е многу разјаснето. Може да има нешто во поновата литература, ја не знам, читам од 2007, така да може да има нешто ново, но не интересира до толку. Сега интересно е, само напоменав за овие засилувачи и промотори, зашто се всушност битни, иако на некој начин добро се регулира транскрипцијата. Но поентата е, кога се наоѓаат гените во оваа структура, каде што В е далеку од D, односно генските сегменти, каде што D е далеку од J, така, во тој случај енхансерот се наоѓа многу далеку од промоторот. Така, бидејќи не се споени, уште не се одвило генетското рекомбинирање. Сега, од кога ќе се одвие генетското рекомбинирање, знаеме дека V ќе биде одма до D, ќе биде одма до J, така ќе бидеме J, D, V. Тоа значи дека промоторот ќе биде одма до засилувачот. И при тоа ќе може всушност да имаме значајно синтетизирање на овие имуноглобулини. Зашто инаку овие генски сегменти така можда многу ретко ќе се транскрибираат. Значи ќе се направи некој си мала ерена со тој генски сегменти, нема ништо тоа да биде. Затоа само дури кога ќе се изврши рекомбинација, кога ќе дојдат енхансерот, односно засилувачот до промоторот многу близу, е тогаш кога започнува вистинска транскрипција. И затоа всушност се битни дека ги имаме тие два елемента, засилувачот и промоторот. Зашто после генетска рекомбинација се многу близу. Сега, интересно е дека при целото ова рекомбинирање кое го разгледавме во претходните видеа, нели имавме ДНА и нели се врши рекомбинирање, интересно е дека имаме толку шафл на гени, така што може некој си дел од ДНА, да речеме овдека, имаме тука се некој ген кој е одговорен за регулација на клеточен циклус или пак регулира апоптоза. Така, односно тој прави некој протеин кој го регулира тоа. Но поентата е, при таков шафл на гени, овој ген може да се донесе близу некаде до некој енхансер. Така да го донесеме тука и тука имало некој си енхансер. И што ќе се случи? Овој ген кој регулира клеточен циклус, сега ќе биде многу експресиран. Сега, значи, кога се вака заедно, ќе биде многу експресиран. Што тоа значи дека всушност ќе добиеме канцер. Сега, односно канцер на лимфоидната лоза, односно леукемија, најверојатно. И ова е всушност опасното од тоа целото рекомбинирање на гени. Значи, гените се рекомбинираат, се прават многу различни антитела, но како што рече професорот, сија беклетките се ја бараат белјата. Значи, они рекомбинираат, прават се, ама многу често може да се вметне ваков си ген кој контролира клеточен циклус или апоптоза, да се стави близу до енхансер и да направи понатаму проблем. Ама тоа е се цена што треба да се плати со цел да бидеме отпорни на голем број болести. Вакви гени често кои се случуваат се CYC и BCL2. И за ова ќе збориме многу понатаму кога ќе збориме за имунологија на канцерот. И како за крај само ќе спомнеме дека целиот реаранжман на гени, значи кој го разгледувавме во претходни видеа, исто се случува и кај Т клетките. Да, значи не се случува ова само кај Б клетките, се случува и кај Т клетките, ама кај Т клетките Т плюс Б клетки, ама кај Т клетките е стопирано. Така, ќе стигне до некаде и не е после функционално. Значи не иде до крај, не е комплетно. Додека создавањето на T-cell ресепторот, значи се случува само во Т клетките, додека не е пак комплетно во Б клетките. Така, кај Б клетките имаме имуноглобулини, кај Т клетките имаме T-cell ресептор. И ова е интересно, зашто двете се случуваат кај двете, ама не идат до крај, значи се регулирани. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Видовме како всушност се прават мембрански или секретирани антитела, како иде од создавање на месенџер RNA до создавање на антитела кои ќе се наоѓа во мембраната или ќе се секретира, и како е до некој си степен регулирана експресијата и дека може поради ова играње со гените, ова рекомбинирање, може да се појави канцер. Тоа беше се за видео, се надам дека ќе се видиме во наредното видео. Довидување.